Почитувани, помина повеќе од една година од неуспешниот обид на оваа власт да го спроведе пописот на население и домаќинства. Од оваа авантура на власта, која чинеше 14 милиони евра народни пари, остана само дупката во буџетот, за која надлежните се уште немаат никакво објаснување. Досега ниту еден од надлежните органи не понесе одговорност, ниту е покрената било каква постапка, иако јавно се изнесоа многу сериозни обвинувања. Владата на Груевски покажа дека или не е способна да спроведе една сеопфатна операција на пребројување на населението и домаќинствата, или ланскиот крах на пописот бил изведен смислено, за да се манипулира со избирачкиот список и со бројот на гласачи. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија уште минатата година ја повика владата да одговори на 3 прашања. Прво, јавно да каже што точно се случи и кои се вистинските причини за пропаѓањето на пописот минатата година. Второ, прецизно да посочи кој ќе понесе политичка, морална и кривична одговорност за несовесното работење и класичната злоупотреба на народните пари. И трето, конечно да одговори кога планира да ја спроведе оваа техничка операција, која треба да обезбеди точни и прецизни информации за бројот и составот на населението во Република Македонија. Власта досега не даде одговор на ниту едно од овие прашања, а во предложениот буџет таа не предвиде пари за попис и за следната година. Почитувани, како граѓаните на Република Македонија да и веруваат на власта дека сака да спроведе фер и демократски избори, ако нема намера да спроведе попис? Заедно со фактот што власта прави се за да не ги прифати доследно забелешките и препораките на ОПСЕ и ОДИХР и истите да ги вметне во изборниот законник, само ги зголемува сомневањата дека власта нема намера да се откаже од механизмите за злоупотреба на институциите и со тоа да обезбеди атмосфера за фер и слободни избори. Ви благодарам.